Јас сум Александар Тортевски, кандидат за градоначалник на град Скопје. Не треба човек да биде многу умен да знае дека градот Скопје е практично многу сиромашен град во секој поглед. Во поглед на хигиена, во поглед на јавен превоз, би рекол и духовно, во поглед на перспектива. Скопје не се развива, Скопје се уназадува веќе околу 50 на години. Скопје се развиваше после земјотресот, за жал од 80-тите години нааму Скопје почнува да пропаѓа и тоа пропаѓање трае понатаму. На Скопје му треба комплетен ресет, меѓутоа за таа работа ни треба комплетна еден општествен договор помеѓу сите сериозни фактори во оваа држава, затоа што едноставно начинот на финансирање на Скопје, распределбата на средствата, начинот на кој што и тие малку средства се трошат, не обезбедуваат воопшто нормално функционирање на една европска престолнина. Само за една споредба, Загреб и Краков се иста површина градови како Скопје, едниот и другиот имаат околу 3 милиарди евра буџет, а Скопје има 112 милиони евра буџет, и сега тоа сосема е јасно дека тие имаат 30 пати повеќе приход, средства со кои што треба да ги решаваат проблемите. Тие не се 30 пати побогати држави од нас. Хрватска, например, е 3 пати побогата од нас, а има градот Загреб има 30 пати повеќе средства од Скопје. Факт е дека и нерационално се трошат и овие малку средства што ги имаме, меѓутоа ни треба комплетен ресет и ни треба општествен договор како ќе обезбедиме прво повеќе средства и како транспарентно ќе ги трошиме. За мене првиот приоритет е да го исчистиме градот. Градот мора да биде чист. Вториот приоритет е да го почнеме да го намалуваме загадувањето со подобрување на јавниот превоз и создавање на услови јавниот превоз да биде прифатлив за мнозинството на граѓаните. Меѓутоа, и тоа изискува огромни средства, многу потребни средства, долгорочна стратегија. Само еден пример, на Бостон му треба 500 милиарди долари пред 20 години за да го реши прашањето на јавниот превоз, на превозот комплетно. Меѓутоа, тие се градови со кои што ние не можеме да се равнеме. Само за илустрација, Приштина, која што има 3 пати помалку жители, има исти буџет како Скопје. Така што мораме да избереме приоритети, што се приоритети кои Скопје ќе ги решава во склад со оние средства кои што ќе ги обезбеди. Јас овде можам да ветувам летешки автобуси, летешки автомобили, пловен Вардар, метро покрај Вардар, чистење на градот во рок од 72 часа. Меѓутоа, не е поентата дури и на тој начин да се добијат избори, кога ништо од тоа не е возможно. Значи, Скопје мора да тргне многу скромно, со многу скромни цели, а да направи долгорочна стратегија од 20 на години, која што на крајот ќе го доведе во некакво ниво кое што ќе биде компатибилно со европските градови. Пробај поинаку. Гласај за твоја. Заокружи 27.